Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи вечно спасение. Дали си сигурен дека твоите гревови се простени и имаш вечен живот? Ќе се задржиме на 6 точки. Значение на зборот вера, темел на сигурноста, објективно верување во Божите ветувања, субјективни докази на духовниот живот во нашите срца, внатрешно сведоштво на Светиот Дух и дали верникот е нужно да знае дека е Божјо дете. Стиховите со кои ќе отпочнеме ова предавање се во Прво Јованово писмо, 5 глава, 12 и 13 стих, каде што вели: Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напиша вам, кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Сите оние кои навистина веруваат во Исус и го признаваат како Господ и Спасител, тие се трудат искрено да живеат пред Него со чиста совест и со сознание дека го имаат Светиот Дух. Можат да бидат сигурни дека навистина се спасени и ќе ја видат Божјата слава. Тоа е вистинската сигурност на верата, која се темели на 3 работи. Прво, на Божите ветувања на спасение преку вера, која е запишана во Библијата. Второ, на доказите на духовниот живот кој што го добиваме преку Светиот Дух. И трето, на внатрешното сведоштво на Светиот Дух, кој сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Значење на зборот вера. Новиот Завет е пишуван на старогрчки и многу зборови бараат пошироко објаснување за подобро разбирање. Зборот пистис обично во Новиот Завет се преведува со вера. Во некои преводи се преведува со сигурност, како адекватен темел за верувањето. Пример, зашто определи ден кога ќе му суди праведно на целиот свет преку човекот кого го определи за тоа, давајќи им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. Зборот плерофорија значи сигурност, потполна увереност и доверба. Апостол Павле вели дека кога го проповедал Евангелието на Солунската црква, тоа било придружено со силата на Светиот Дух и во потполно уверение. Тоа е запишено во Прво Солуњаните, 1 глава, 5 стих. Таму вели: Зашто нашето проповедање меѓу вас не беше само со збор, туку и во сила, и во Светиот Дух, и во полна увереност. Како што знаете какви бевме меѓу вас и поради вас. Оваа сигурност има двоструко значење. Прво, има објективен елемент. Можеме да се потпреме на Божиот збор и на Неговото сведоштво дека оние кои веруваат во Христовото спасение и ветувањето на Неговите зборови имаат вечен живот. И како второ, има субјективен елемент. Тоа значи, Светиот Дух произведува во нас доказ на духовен живот и сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Тој ни дава внатрешно чувство на опростување на гревот, очистување, мир и заедништво со Бог. Ако ги споиме овие два елементи, објективниот и субјективниот, можеме да сме сигурни дека сме родени од Бог преку Светиот Дух. На што се темели нашата сигурност? Темел на сигурноста. Објективно. Што значи тоа? Тоа е верување во Божите ветувања. Нашиот прв темел доаѓа врз основа на она што го зборува Бог. Ако Бог ветува дека ќе им даде спасение на оние кои веруваат во Неговите зборови, ако Тој вели да бидеме сигурни дека сме спасени преку Неговиот Син Исус Христос, ако Тој вели дека нашите гревови можат да ни бидат простени,
Не е ли тоа наша должност да поверуваме и да го прифатиме неговото ветено спасение? Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Јован 3:16. Во овој стих гледаме Божјо ветување. Ако некој верува, нема да загине, туку ќе има вечен живот. Ветување. Потоа во Јован 3:36 вели: кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот нема да види живот, туку Божјиот гнев останува врз него. И уште неколку цитати поврзани со ветувањето. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша мојот збор и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд, туку преминал од смртта во живот. Тоа е 5 глава, 24 стих од истото Евангелие по Јован. Потоа имаме во 6 глава: вистина, вистина ви велам, кој верува во мене има вечен живот. И истиот апостол, за кој го цитиравме овој стих на почетокот, и ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напиша вам кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Тука јасно е потврдено дека Бог го дава спасението не врз основа на човечките дела и побожност, туку врз основа на неговото ветување, доколку некој верува во Исус Христос. Потоа имаме субјективен доказ или субјективно. Докази на духовниот живот во нашето срце. Што значи тоа? Освен тоа што ги имаме ветувањата на Божиот збор, Библијата спомнува и некои други нешта, кои покажуваат на новиот живот на оние кои се обновени преку силата на Светиот Дух. Кога Светиот Дух доаѓа во нечиј живот, тогаш има и резултати. Божиот живот ќе почне да се покажува во верувањето и однесувањето на таа личност. Семето на вечниот живот ќе почне да расте постепено, така што гревот се напушта и светоста го зазема неговото место. Што значи тоа светоста го зазема неговото место? Тоа значи послушност на Божиот збор. Ова послушност е прогресивна и расте како резултат на новиот животен принцип во верникот. Овој принцип на ново однесување доаѓа преку внатрешното дејствување на Светиот Дух. Оној кој што порано како безбожник се исмејувал на секое добро што доаѓа од Бог, сега со најголема желба се труди да биде сличен на Христос и да го слуша. Во првото послание на апостол Јован, 2 глава, 3 до 6 стих е запишено: и по тоа знаеме дека сме го познале, ако ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а не ги пази неговите заповеди, лажеце и вистината не е во него. А кој го пази неговиот збор, во него на вистина љубовта кон Бог стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да живее, или во некој преводи да оди, како што одеше тој, или како што живееше тој. Тоа е првиот субјективен доказ. Второ, љубов кон Божиот народ. Оние кои порано биле луѓе на омраза, недобро однесување, сега станале луѓе кои се полни со љубов. Бидејќи Божјата љубов е излеана во нивните срца преку Светиот Дух, за кој пишува апостол Павле во 5 глава Римјаните. Павле лично вели дека порано живеел во омраза, сладострастие и секакви други гревови, но кога ја доживеал Божјата милост, се станало ново. Порано Павле ги мразеше христијаните и ги водеше на суд, а откако го запозна Бог на специјален начин преку Божјо откровение, неговото срце беше целосно променето, исполнето со љубов.
За христијаните во Солун, како нова личност, ќе рече: И така полни со љубов кон вас, сакавме да ви го предадеме не само Божјото Евангелие, туку и своите души, зашто ни станавте мили. Прво Солуњаните, 2 глава, 8 стих. А исто и апостол Јован ја потврдува таквата љубов и вели: Ние знаеме дека преминавме од смртта во живот, зашто ги љубиме браќата. Кој не го љуби братот свој, тој пребива во смртта. Јован е практичен и вели дека познавањето на Бог и преминот од смрт во живот се манифестира преку љубов, исклучиво преку љубов. Таа љубов не се манифестира само кон верни браќа и сестри, туку и кон непријатели и општо кон сите. Исус вели дека овој свет по љубовта ќе познае дека сме Христови ученици. И затоа апостол Јован вели: Деца мои, да не се сакаме само со зборови и јазик, туку со дело и со вистина. Прво Јованово писмо, 3 глава, 80 стих. Како трето, тоа субјективно докажување дека сме Божи деца е избегнување и несакање да се живее хедонистички живот. Зошто не треба верните да му се одаваат на овој свет, да му служат? Затоа што овој свет е осуден на пропаст, на уништување. Јован, знаејќи дека така ќе заврши, не советува да не ги сакаме, да не го сакаме. И вели: Не сакајте го светот, ниту она што е во светот. Ако некој го сака светот, љубовта од Бог Таткото не е во него. Зашто се што е во светот, тоа се похотта на телото, похотта на очите и гордоста на животот, не е од Таткото, туку од овој свет. А светот поминува и неговата похот, а која извршува Божјата волја, останува довека. Кога некој ќе ја доживее Божјата милост, веднаш ќе свати дека не му одговара речникот и патиштата на безбожниот свет. Светиот Дух го коригира и го води кон Божите патишта. Како четврт доказ, тоа субјективно сведоштво, вели внатрешно сведоштво на Светиот Дух. Што значи тоа? Никој не може да биде верник без сведоштвото на Светиот Дух. Христос сам рече: Ако некој не се роди од вода и дух, нема да го види Божјото царство. Врз основа на тоа духовно раѓање се добива и внатрешно сведоштво. Во Римјаните 8 глава 9 стих Павле вели: Но вие не сте во телото, туку во духот, само ако Божјиот дух на вистина живее во вас. Но ако некој го нема Христовиот дух, тој не е негов. На вистина, ако живее во вас, што значи тоа? Тој што го има духот знае дека го има. И затоа Павле вели: Имено, не го примивте духот на робството, за да бидете пак во страв. Туку го примивте духот на посинувањето, со кој викаме Ава, Татко. Самиот дух сведочи заедно со нашиот дух дека ние сме Божи деца. Ако сме деца, тогаш сме и наследници, Божи наследници, а и Христови сонаследници. Римјаните 8 глава. И апостол Јован вели: И кој ги пази неговите заповеди, останува во него и тој во него. И по тоа знаеме дека тој останува во нас по духот што ни го дал. А во истото послание, 2 глава, 20 стих, од Римјаните: А вие имате помазани, или од апостол Јован, прво Јованово писмо, 3 глава, 24 стих: А вие имате помазание од светецот и знаете се. Помазанието се однесува на Светиот Дух, како што имаме запишан пример во Дела на апостолите, 10 глава, 38 стих. Таму вели: Го знаете Исус од Назарет, како Бог го помаза со Светиот Дух и со сила, кој помина правејќи добрини и оздравувајќи ги сите, кои ѓаволот ги измачуваше зашто Бог беше со него. Увереноста и сигурноста е внатрешно искуствено знаење за Бог, кое го произведува Светиот Дух. И петто, плод на Духот. Исус вели дека плодот на верникот зависи од духовната поврзаност со Бог. Како што гранките не се во состојба
да родат од само себе, ако не црпат од стеблото, така и верникот не може да роди плод, ако не е поврзан со Исус Христос преку Духот. Тоа Исус го спореди со лозата. Останете во мене, како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод само од себе, ако не остане на лозата, така и ни вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Тоа е запишено во Јован 15 глава, 4 и 5 стих. Павле овие плодови многу убаво ги опишува во Галатјаните 5 глава. И вели, а плодот на духот е љубовта, радоста, мирот, трпението, љубезноста, добрината, верноста, кротоста, самоконтролата. Нема закон против вакви нешта, а оние кои се Христови го растнаа своето тело со неговите страсти и похоти. Ако живееме во духот, нека и да го следиме духот. Може би Исус токму на овие плодови мислел кога рекол: мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Светиот Дух дава печат на верникот дека припаѓа на Бог. Зошто се користи овој печат и зошто е така речено во Библијата? Тоа е така речено со цел да се увери и потврди нешто што е изворно. Еве, например, Фараонот во Стариот Завет го потврди Јосиф за негов заменик и пратеник со неговиот прстен. Се вели, потоа Фараонот го извади печатниот прстен од својата рака и го стави на раката на Јосиф. Го облече Јосиф во облека од најубава ткаеница. Околу вратот му обеси златна огрлица. Со печатниот прстен Јосиф го имаше авторитетот на Фараонот. Така што ако некој би се спротивставил на Јосиф, тоа би значело спротивставување на Фараонот. Апостол Павле, за да ја опише сигурноста на нашето спасение, го нагласува печатот со Светиот Дух во Ефесјаните 1 глава. Како потврда дека некој има вечен живот, вечно наследство. Еве што вели тој. Во него и вие, откако го чувте зборот на вистината, Евангелието на вашето спасение, и откако и вие поверувавте, станавте запечатени со Светиот Дух на ветувањето, кој е залог за нашето наследство, за откуп на оние кои станаа Божја собственост, за пофалба на неговата слава. Со слични зборови Павле им пишува и на коринтјаните и вели: а Бог не утврдува заедно со вас во Христос и не помаза и не запечати и ни го даде Духот во нашите срца како залог. Или тоа би значило гаранција, печат, потврда. Тоа е запишено во 2 Коринтјаните, 1 глава, 21 и 22 стих. Зборот залог на старогрчки значи арабон. Тој збор обично се користел за трговски цели. Кога се склопувал договор, тоа се плаќало со арабон, капар или залог, како гаранција дека ќе следи конечна исплата. Во модерно време знаеме тоа што значи кога, например, има веридбен прстен, залог дека ќе дојде до склопување на брак, исто и кај нас. Нашето искуство со Светиот Дух е всушност тој арабон или гаранција дека ќе го добиеме во целост вечниот живот, кој не го даде Бог уште сега на земјата преку печатот на Духот. Прекрасно, зарем не? Со ваквиот печат на Светиот Дух Бог направи 3 важни работи во нас. Со примањето на Духот ние стануваме Божи деца. Второ, ние со тоа сме Божја својина и припаѓаме на Бог кој не ослободи од греф и смрт. Трето, со примање на Светиот Дух ние сме заштитени против секој вид непријателство кое доаѓа од сатаната. Бог не штити. Четврто, со примање на Светиот Дух ние сме посинети или посвоени за да му припаѓаме на Бог сега и за секогаш. Да се биде Божјо дете подразбира да го имаш Бог како татко, кој нема да те остави никогаш, бидејќи тој го вети тоа и неговото ветување е да и амин за негова слава. Амин.